Добри дојде за моите гости, професорката Мирјана Најчевска и адвокатот Звонко Давидовиќ. Од вчера по именувањето на Катица Јанева, односно по донесувањето договор, по долгите преговори во ноќта, про и контра се подали јавноста прилично. Ги гледаме сите ставови, особено на проминентни професори, интелектуалци, активисти на човекови права, луѓе кои се инволвирани, односно работат во вашата професија, господин Давидовиќ, но и професорката Најчевска. Кој е вашиот став за именувањето на специјалната обвинителка Катица Јанева? Главните критики се дека е непозната и толку е тоа всушност најголемиот проблем. Добро, јас некако од самиот почеток бев многу скептична и во врска со целосните преговори. Заради тоа што доколку навистина се држиме до тоа дека имаме луѓе за кои што постои сомнение дека учествуваат во прекршување на човековите права, луѓе за кои што постојат сомненија и перцепција кај граѓаните дека ја злоупотребиле службената и тоа многу пати и на многу драстичен начин, самиот акт на преговарање веќе станува проблематичен. Односно со такви луѓе не се преговара, се седнува на преговарачки маса. Учеството на истите тие луѓе во изборот на тој кој што треба да ги истражува е повторно прилично абсурден. Заради тоа што се доведуваме во ситуација некој кој што направил или за кој што се сомневаме дека направил некакво прекршување на законот, сам да си го бира оној кој што ќе го истражува. Значи, во самата основа на преговарањето веќе е содржана фалинка. Второ, јас сум една од тие кои што дефинитивно смета дека специјалниот јавен обвинител треба да биде човек кој што веќе покажал моќ да се спротистави на моќниците на власт. Човек кој што застанал за одредени принципи, застанал за одредени луѓе, за одредени права и излегол јавно или во рамките на својата фела се спротиставил на прекршувањата на законот. Во случајов имаме човек за кој што немаме такви показатели. Не сум слушнала дека Катица Јанева на било кој начин не само што се спротиставила, туку на било кој начин индицирала дека нешто што се случува во судството, во јавното обвинителство не е како што треба и дека се прекршува правото. И третиот елемент што според мене е многу важен е дека е ова многу комплексен случај. Тоа значи дека е потребен човек кој што може да ја согледа целата слика. Значи човек кој што има не само искуство во рамките на она што представува кривично правна процедура, туку и во рамките на согледување на политичката ситуација, односите и уште повеќе на заштитата на човековите права. Заради тоа јас многу навивав за некој од професорите на правниот факултет. Мислите на целите на Калеџиев, предпоставувам? Јас не би именувала сега. Божаровска беше во една од Божаровска, Тупанчевски и слично, или било кој од академската фела, кој што ќе биде подкрепен со професионалци, односно луѓе од јавното обвинителство. Значи, да имаме човек кој што не произлегува од јавното обвинителство, кој што во суштина е корумпирано, и тоа го има и во извештајот на Прибе. Значи, основното сомневање е токму во правосудството. Сега ние од тоа корумпирано правосудство вадиме човек кој што во ниту еден момент не се спротиставил на тоа корумпирано правосудство и веруваме дека одеднаш тој човек ќе може да ги изведе сите тие процедури кои што значат ставање под обвинение на моćници во власта. Добро. Господин Давидовиќ, доволно ли е, како вели професорката, таа би била задоволна со проминентна личност од академската фела? Доволно е, дали е неопходно сепак да биде практичар од вашата фела, од вашата професија? Или од обвинителството, судството? Јас не можам поинаку да размислувам и навивам за тоа да биде практичар. Добро.
но практичар кој е познат и кој што со своите ставови, тоа го кажав неколку пати и јавно, во неколку емисии, кој што веќе постапувал, увидел дека нешто не чини, дека се загрозени човековите права и слободи, кој што укажал на проблемите во судството и правосудството и кој што има доволно доблест и морал да постапи и да ги среди работите. Дискутабилно е дали да биде практичар или теоретичар, се едно, едни со други може да се надополнуваат во тимот, но и исто бев за тоа да не биде од обвинителство или од судството, кои што се критикувани веќе долго време, ги знаеме состојбите таму, и ниту еден од нив никогаш не истапил и не кажал јавно, луѓе ова не чини. А бевме свесни за многу предмети што се случува. Од јустиција до милион други предмети, па и извештајот меѓу другото на Прибе. Јас не можам да кажам каков обвинител специјален ќе биде Катица Јанева, но едно сигурно знам дека никој од мојата фирма не ја знае. Апсолутно никој. Значи, комплетен анонимус, нешто што специјален јавен обвинител кој треба има многу тешка работа и ако постапува според делокругот кој му го дава законот, ќе навлезе во сите области на нашето живење, на општеството. Треба многу голем професионалец, кој веќе се бавел со оваа работа, кој ги знае работите, а не некој кој што учествувал во семено насилство и кражби. Бидејќи Гевгелија судот мала надлежност, обвинителството исто мало и има таа надлежност која има судот. Добро, ако не покаже резултати госпоѓата Јанева, можно ли е... Ама зашто експериментираме? Добро. Постојано експериментираме. Но веќе е именувана, можно ли е, доколку не покаже воопшто резултати, јавноста вистина се разучара и политичките актери, можно ли е ново именување на специјален обвинител? Најверојатно, но тоа ќе оди многу тешко со оглед на тоа како дојде јавниот обвинител и многу тешко според роковите кои му се дадени. Првиот извештај му е за 6 месеци, 18 месеци да подигне обвинение. Ако не подигне за 18 месеци, не ќе може никогаш да го подигне. Има многу работи во законот кои се симптоматични. Ајде околу отчетноста, еве, дискутабилно сметаат добрите познавачи дека е дискутабилна отчетноста која станува збор за на секои 6 месеци да дава отчет пред парламентот. За мене е проблематично. Значи, јас лично отчетноста би требало да биде многу поголема, односно да биде многу пофреквентна, посебно заради тоа што се ближат и изборите кои што се закажани за април 2016 година. Доколку не се направи изгледно поведувањето на постапка против одредени моќници за кои што станува збор во моментов, доколку барем не се појават основани сомневања кои што пополека ќе бидат преточени во обвинителен акт, тогаш истите тие луѓе ние ќе ги видиме како носители на листите, на изборните листи и автоматски се обесмислува целокупната идеја за вонредните избори, односно повторно тие кои што се сомневаме дека направиле големи прекршувања на законот и кои што повредиле во огромни размери човекови права на многу голем број луѓе, ќе се појават како дел од изборите и со позицијата која што имаат, парите кои што ги имаат, неограниченото располагање со одредени ресурси, всушност е повторно да се наметнат како победничка структура. Значи, за мене, известувањето би требало да биде најмалку на 2 месеци или 3 месеци, меѓутоа не 6 месеци, заради тоа што 6-тиот месец е во март, непосредно пред изборите. Второ, апсолутно се согласувам дека дадениот рок за истражување на сите овие случаи и подигнување на обвиненија за сите нив е најверојатно многу краток, скоро невозможен. Значи, ваков вид на специјални обвинители за ваков вид на случаи им се дава време од 5 години, 10 години и слично, доколку се сака на вистина да се задре во она што се вика импунити, односно недопирливост на властодржците
и автоматски се создава впечаток како да се оди кон некој вид на пречутнативка, амнестија на криминалот на политичарите, која што Македонија ќе ја воведе повторно во тој затворен круг, цело време да имаме одредена структура која што ќе може да биде плукана од структурата која што ќе биде на власт и автоматски наместо воспоставување на правната држава, ние да имаме воспоставување на криминализирана држава во која што само се менуваат криминалците на власт. Добро. Околу членот 22 исто така постојат различни толкувања. Што вели членот 22 дека се може да покрене обвинение обвинителката или да нареди запирање истражна постапка не подоцна од 18 месеци, за кои некои сметаат дека е прекраток. За она што е неспорно во снимките и каде што ќе може брзо да обезбеди докази е доволен рок. Но има многу снимки. Има многу работи кои што само се индиции и укажуваат на можеби сторено кривично дело. Тоа ќе трае. Затоа 18 месеци многу малку, без оглед колку заменици ќе има. Има и други проблеми во законот. Ќе застапува обвинение, ќе подигне под предпоставка обвинителен акт пред оделенијата за организиран криминал во судот или пред други совети во редовно судство. Што во жалбената постапка ќе подигне обвинение, добие првостепена пресуда, специјалниот јавен обвинител не може жалбена постапка да застапува, исто као што и обвинителот од организиран криминал застапува вишиот јавен обвинител. Вишиот јавен обвинител, согласно законот, ги има сите права да ја повлече и жалбата на обвинителот, основниот, односно специјалниот. Што со тоа? Тоа не е регулирано во законот. Колку што знам, не. Добро. А што се однесува до обструкциите на сите надлежни институции со кои би требало да соработува јавниот обвинител? Ако има доблест и има желба да расчисти, тоа се решава. Ќе влезе со својот тим, ќе ги одземе предметите, има право да даде таква наредба, ќе побара од судот и сето тоа. Има и друга можност, може кривично да ги гони. Значи, постои можност сето да го преземе ако работела на сетото и ако сака некој да го сработи. Како ќе изгледа во иднина ќе гледате ли професор опасност од обструкции во една земја која се нарекува октопод своевиден, не само во мафијашка смисла, се разбира, пипците на власта се буквално во сите сфери. Прво, сето ова развлекување всушност кое што се направи од периодот на објавување на бомбите до сега всушност е видна обструкција заради тоа што има доволно време за зацкривање на трагите, за повлекување на документи и за уништување на документи. Она што мене ми падна во очи е дека нема јасно предвидување за начинот на користење на полицијата во истражната постапка, односно во истрагата, односно се повикува на Законот за јавното обвинителство и Законот за кривична постапка. Според мене мораше да биде формирана или назначена и специјална единица која што би ги имала тие полициски овластувања и која што од типот на внатрешна контрола би можела да влези, да запечати, да одземе, да конфискува и слично и да ги прибере сите материјали и тоа на многу рудиментарно, многу елементарно ниво, доколку сакаме да ги фатиме трагите на направениот криминал. Обвинителката да биде формирана ваква единица. Може, меѓутоа, тоа вика, не е во рамките на овој закон, туку се регулира со законот, со постоечките закони и автоматски тоа веќе може да ја воведе во она што представува комуникација и преговори и зависење од надлежното министерство. Значи, на тој начин се ограничува на голема автономија за која што станува збор во законот и јас се сомневам дека тоа може да биде разрешено на толку едноставен начин. Исто така, јавната прашање за комуникацијата на јавниот обвинител и со другите државни органи, односно не е дадена начинот на комуникација со владата, со министрите, со
председателот на државата и слично, и луѓето, оние, посебно премиерот и председателот, па и парламентарците кои што имаат имунитет. Значи, на кој начин ќе се разрешува проблемот на имунитетот во целокупната таа процедура која што ќе почне да се одвива. Добро. Околу публикувањето и уништувањето докази за скривање на траги, кои ги спомена професорката. Се можно, многу време измина. Добро. Ќе оставиме времето да покаже, но и се согласувам со професорката. Експертите да велат дека е невозможно да се сокријат траги или нема совршено злоупотреба. Точно е, јас стојам исто за тоа, но бара многу време да ги обезбедите тие докази кои можеби на многу лесен начин би ги обезбедиле сега и овде, да не измине толку време. Има и еден друг проблем околу автономијата. Значи, дадена е можност на специјалниот обвинител да формира тим. Колку сака заменици својот тим да го избере, но истите тие да бидат редот на обвинителите. Повторно истата работа, каде што дел од тие обвинители беа критикувани, учествува во многу работи. Повторно не е добро законското решение, каде што се врзани рацете на специјалниот. Така клаузула ограничувачка и не подразбира Точно. работа на обвинителката со други. За мене прв репер всушност на работењето на специјалната јавна обвинителка ќе биде за кој случај ќе се зафати. Значи, доколку се зафати за извикани имиња, а тука сметам било за премиерот, било за директорот на УБК, поранешниот директор на УБК, било за министерката за внатрешни работи или министерот за финансии, министерот за транспорт и врски, тогаш тоа влева надеж дека може да очекуваме дека ќе имаме некаква промена. Доколку јавната обвинителка се зафати со маргинализирани работи, со она што го нарекуваме ситна ловење на ситна риба и слично, во тој случај всушност ќе го немаме она основното заради кое што се формираат ваков вид на институции, а тоа е, повторно ќе кажам, гонење на високи моќници. Значи, удирање по принципот на импунити, односно на недопирливост и на неказнивост, кој што е еден од основите на кршењето на владењето на правото во секоја демократска држава. Што е спорно, исто така, се навија некои сметаат дека е спорен и буџетот, односно неограниченоста на буџетот. Каде вие ги гледате? Парите се секојаш проблем, и секојаш биле проблем за судството и обвинителството, затоа и не се формирани истражни центри, затоа многу работи од законот не се преточени, тонското снимање и сето тоа, без огледи на финансиската помош на меѓународната заедница. Да ставите дека е буџетот неограничен е навистина чудно, затоа што мора да се издвојат пари од постоечкиот буџет. Не можете вие да трошите колку ќе ви текне, ова е скапа работа. А ако ги правите вештачења, ќе мора да ги прави вештачења, ќе мора на многу места да побера документација, сето тоа чини. И многу интересно од каде и кој ќе ги даде тие пари. Како од каде и кој ќе ги даде тие пари? Се вели тука во законот дека се од буџетот на Република Македонија. Како ќе го изведат тоа, навистина не ми е јасно. Ние сме сведоци како токму на органи кои што на било кој начин, дури и на минорен начин, ја загрозуваат владеачката структура, им се крати буџетот. На народниот правобранител му се скрати прво буџетот, на Комисијата за заштита од дискриминација и се скрати буџетот. Значи, во моментот кога власта ќе се почувствува засегната, автоматски или се крати буџетот, или пак процедурално одеднаш се развлекуваат работите и на некаков начин се обесмислува она што е дадено во законот, а тоа е автономија на оваа институција и неограничен буџет. Добро. И постојат информации дека ќе биде покренато обвинение и веќе всушност дека тече еден вид на истрага во обвинителството за Мачар Телеком. Имате ли такви сознанија, информации? Она што се од јавност. Добро. Тоа траеше, значи долго време трае, беше подигнато обвинение против директорите овде, колку што се сеќавам во Македонија, а се ова трае надвор од Македонија, како ќе заврши не знам. Дали обвинителството работи на тоа, исто не знам.
Она што е битно за специјалниот обвинител е навистина, без оглед на припадност на политичка партија, на било која опција, на било кое име и презиме, статус во општеството, реално, честно, морално да ги испита работите и да реши има или нема кривично дело и едно за секојаш да завршиме со таа приказна. Интересно е што, има многу за и против ваквиот избор, воопшто некако личност, далеко тоа јас не ја познавам, но според она што се стручни квалификации. И некако влик на специјален јавен обвинител, кој многу го споредува со Фалконе. Разликата е огромна. Тука малку не се согласувам со вас. Имено да, и јас сум за тоа да бидат во одреден момент отворени и по можност затворени сите случаи кои што произлегуваат од прислушкувањето. Меѓутоа сметам дека мора да има листа на приоритети. Прво, мора да бидат истражени и затворени случаите на оние кои што се актуелно на власт. Па потоа се останато. Затоа што ние видовме што се случи со комисијата за лустрација. Значи, идејата да се заштитат луѓето од оние кои што се на власт, да не бидат на власт луѓе кои што во претходниот систем направиле големи прекршувања на човековите права, се претвори во гонење на оние кои што не се во власт. Имено нема ниту еден случај кој што го гонела комисијата за лустрација, кој што е поврзан со некој кој што во моментот се наоѓа на функција. Значи, мора да се посвети, да се концентрира специјалниот јавен обвинител на овие сега луѓе кои што во изминативе години биле на власт, кои што ја диригирале целокупната целокупното развојно миле на земјата и кои што се во основа причинители на оваа и политичка, и институционална, и многу поголема правна криза за која што не предупредуваат и меѓународњаците. Значи, прво нив, па потоа сум за тоа да се оди постепено со секој оној криминал кој што ќе биде утврден. Добро, би го вложиле ли вашето име да ги дадете услугите на обвинителката барем како советници? Господине Давидовиќ? Да, све што може да ја помогне на државата, но според законот е невозможно. Значи, она мора да има одредови на обвинителството, а би било залудно да давате совети кога тоа го правиме бесплатно, па ги кажуваме своите идеи и своето размислување, зашто и така неограничениот буџет не би морал да не плати. Доволно сме транспарентни, еве и моите колеги и професорите и сите, каде што кажуваме некои своји замисли и идеи, но и она што во нашата професија навистина е битно. Професорка Најчевска, да, во секој случај советник на обвинителката? Апсолутно, меѓутоа, повторно би кажала, само за случај во моментов кои што се однесуваат на високи моќници, кои што моментално се на власт и за кои што постои перцепцијата на недопирливост. Значи, во моментов сметам дека треба да се избориме, да покажеме дека навистина она што многу се употребува простострано и занџено како флоскула на оваа власт, дека законот е еднаков за сите и дека сите се еднакви пред законот, треба да проработи во пракса. Затоа, апсолутно би вложила и време, и енергија и би го дала целокупното моје искуство и знаење. Меѓутоа, за изигрување на она што представува идеја на специјалниот јавен обвинител сигурно не. Добро, јас благодарам што бевте гости професорката Мирјана Најчевска и адвокатот. Благодарам на вас.